Општина Ресен ќе отвори жиро сметка за донации за оштетените од страшното невреме. Стручни комисии ќе вршат проценка на настанатата штета. Ова е одлучено на вчерашната вонредна седница на Советот на општината. Градоначалникот Живко Гошаревски ги информирал советниците за состојбата на терен и врз основа на тоа добил овластувања да формира стручни комисии кои редовно ќе го информираат Советот во врска со настанатата штета. За помош за основните потреби на населението ќе се обезбедат средства од општинскиот буџет, како вода, средства за хигиена, гориво за екипите на терен. Согласно одлуката на Советот треба да се објави јавен повик за пријавување на штетите од природната непогода. Општината да отвори жиро сметка за донации за оштетените, како и определување телефонски број и лице за контакт за пријавување на проблеми од природна непогода. Долна Преспа преживеа досега незапаметено невреме, без човечки жртви ниту повредени. За многумина од тамошните жители вистинско чудо. Сепак огромна е материјалната штета. Целосно се уништени земјоделските насади, овоштарниците, заштитниот знак на Преспа, јаболката. Владините представници кои вчера го посетија регионот, ветија дека веднаш ќе преземат мерки за состојбата да се санира и животот да се врати во нормала. Сепак преспанските земјоделци и овоштарите апелираат надлежното министерство да им помогне со интервентно исплаќање на субвенциите за продадено индустриско јаболко. Штетите се огромни, како што можете да видите на самиот терен, се 100%. Зафатен е целиот регион Атар на село Крани, на селата Штрбово, селото Наколец, дел од село Долно Дупени, селото Љубојно и дел од селото Брајчино, мал дел од селото Љубојно. Штетите се толку големи што досега е незапамтено. Силно невреме завчера вечер го зафати овој регион, при што се откорнати дрва од силината на ветерот, а од силината на градот и поројниот дожд, кој што како водопади паѓа во овој регион, вашата камера тоа може да го регистрира, сите јаболка и лисјата се паднати на земја. Во невремето уништени беа кровови на куќи, камп приколки и автомобили на потегот од После Претор до Долно Дупени. Вакво невреме граѓаните виделе само на филм, сведочеа вчера за 1 ТВ. Дел од целата и по 48 часа од невремето се уште се без електрична енергија и вода. Екипите од ЕВН и останатите служби тврдат дека работат интензивно на санирање на штетите.